Летање. Втората од десно, па се право до утрот. Тоа бил, како што и рекол Петар на Венди, патот до надојди. Но според упатствата, дури ни птиците носејќи карти во кои прегледувале во ветровитите места, не можеле да ја забележат. Петар, сваќате, рекол нешто што прво му паднало на ум. Неговите придружници на почетокот слепо му верувале, а нивното одушевување од летото било толку големо што си го трошеле времето кружејќи околу црковните камбани и околу сите други попатни високи објекти што ни потекнувале фантазијата. Џон и Мајкл се надпреварувале, а Мајкл бил побрз. Презриво се подсетувале дека не толку одамна се сметале за нешто посебно, зашто можеле да летаат низ собата. Не толку одамна, но колку одамна би било тоа, кога Венди почнала сериозно да се вознемирува поради тие мисли. Веќе летале преку морето. Џон мислел дека тоа е веќе второ море и трета ноќ. Понекогаш било темно, а понекогаш светло, па било многу студено, па премногу топло. Дали навистина понекогаш чувствувале глад? Или само така им се чинело? Зашто Петар ги хранел на толку нов и забавен начин. Едноставно следал птици што во клунот носеле храна, погодна за луѓе, па ќе ја грабнал за нив. Тогаш птиците ги следале и ќе ми ја грабнеле. Така весело се надмудрувале летајки понатаму и пријателски ќе се разделеле. Меѓутоа, Венди забележала дека Петар, судејќи според се, не забележува дека тоа е малку чуден начин на земање храна, но немало друг начин. Секако глумеле дека не им се спие, а всушност многу им се спиел. Тоа претпоставувало опасност, зашто штом ќе задремеле, веднаш ќе пропаднале во длабочина, а најстрашното од се било што на Петар тоа му било смешно. Енеко, пак паѓа, ќе викнал весело кога Мајкл одненадеж ќе пропаднал како камен. Спаси го, викала Венди со ужас гледајќи во страшното море во длабочината. Тогаш Петар ќе се струполел од височините, па ќе го фатал Мајкл еден миг пред да се нурне во морето. А тоа го правил на толку убав начин, но секогаш чекал до последен момент, зашто побитна му било собствената вештина во спасувањето човечки животи. А освен тоа, предпочитал разновидност, па забавата што во еден момент целосно го окупирала, веќе следниот миг му било сосема незаменливо. Така што секогаш постоела можност следниот пат кога некој ќе паднал да биде оставен да пропаѓа. А тој можел да спие во воздух без да падне. Ке се свртал нагрб и ќе продолжил да лепти. Но тоа било провидно така зашто бил толку лесен, што ако некој бил зад него и ако го дувнал, веднаш побрзо ќе полетал. Биди малку пољубезен со него, му шепнала Венди. На Џон додека играле следи го водачот. Тогаш каже му да престане да се прави важен, рекол Џон. Кога играле, следи го водачот, Петар ќе погледнал веднаш над водата и на минување на секоја морско куче ќе му го фатал опашот. Исто онака како кога на улица минуваме со прстот и ги допираме прачките од железната ограда. Не можеле толку добро да го следат, па тој и тогаш навистина се правел важен. Постојано вртејќи се назад за да види колку опаши не успеал да фати. Треба да бидете фини со него, им сугерирала Венди на братчињата. Што ќе правиме ако не остави? Би можеле да се вратиме, рекол Мајкл. А како воопшто можеме да го најдеме патот без него? Па тогаш би можеле да продолжиме, рекол Џон. Тоа е најстрашно, Џон. Би требало да продолжиме без да знаеме како да запреме. Тоа било вистина, зашто Петар заборавил да им покаже како да запрат. Џон рекол дека ако се случи најлошото од најлошото, треба само да продолжат напред, па бидејќи земјата е тркалезна, по извесно време секако ќе се вратат на својот прозорец. А кој ќе нахрани Џон? Знаеш, Венди, на оној орел јас многу вешто му изедов еден залак. Откако се обеди 20 пати, го подсетила Венди. Но дури и ако останеме вешти во собирање храна, гледај како ќе се удриме во облаците ако Петар не е во близина да ни помогне. Навистина, постојано се удирале. Сега веќе знаеле силно да летаат, иако се уште премногу мафтале. Но кога пред себе ќе виделе облак, колку повеќе се труделе да го заобиколат, се нуркале во него. Да беше Нана со нив, секако досега на Мајкл веќе ќе му врзеше преврска околу челото. Во тој момент Петар не бил со нив, па тие онака препуштени сами на себе таму горе се чувствувале мощно насамено. Тој летал толку побрзо од нив, што одеднаш
ке им се изгубил од вид поради некоја авантура во која тие не можеле да учествуваат. Ке се спуштал до нив гласно смеејќи се поради нешто што ја го кажал на некоја звезда, но при тоа веќе заборавајќи што било тоа или пак ке се кренал од длабочините излепен со крлушки од сирена, повторно не умеејќи да каже што се случило. А тоа навистина ги лутало децата кои никогаш немале видено сирена. А и нив толку брзо ги заборава, гласно размислувала Венди. Како тогаш може да очекува дека и нас нема да не заборави? И навистина, понекогаш, кога ќе се вратил, не се сеќавал на нив, барем не сосема. Венди била убедена во тоа. Гледала како во погледот му се враќа секавањето. На момент, кога минувајќи покрај нив, ќе им кажал кое време од денот е продолжувајќи понатаму. Во една пригода требало дури и да му каже како се вика. Јас сум Венди, му рекла налутено. Му било многу жал. Слушај, Венди, прошепотил. Секогаш, кога ќе забележиш дека те заборавам, повторувај ми. Јас сум Венди, па ќе се сетам. Секако, со тоа воопшто не била задоволна. Сепак, за некако да се извини, им покажувал како да лежат на силен ветар што дува во нивна насока, а таа промена била толку пријатна што ја испробале неколку пати и откриле дека во таа положба можат безбедно да спијат. Можеле и подолго да спијат, но на Петар тоа брзо ќе му студеело, па ќе викнал со својот капетански глас. Продолжуваме! Така, со повреме на кошкање, но главно лудувајќи, се доближиле до недојдие. Но небото повеќе се менувале сонцето и месечината, а при тоа, повеќе или помалку постојано летале праволиниски. Може би зашто островот ги привлекувал, само на тој начин можел да забележи неговиот волшебен брег. Еве го, рекол Петар мирно. Каде, каде? Во правецот каде што покажуваат сите стрелки. Навистина, милиони златни стрелки на децата им го покажувале островот, а сите ги насочувал нивниот пријател сонцето, кое сакало да бидат сигурни дека се на вистинскиот пат пред да ги напушти таа ноќ. Сега Венди и Џон и Мајкл во воздухот се кренале напрсти за да го видат островот. Може би звучи необично, но веднаш го препознале, па пред да се исплашат го поздравиле. И тоа некако нешто за што долго сонувале, па сега конечно го виделе, тука како познат пријател во чиј дом се враќаат за да ги поминат празниците. Џон, еве е лагуната. Венди, види, желките ги закопуваат јајцата во песокот. Џон, мислам дека гледам фламинго со скршена нога. Види, Мајкл, ене ја и твојата пештера. Џон, што е она во грмушките? Волчица со своите волчиња, Венди. Мислам дека она му е твојата волчи. Ене го и мојот чамет, Џон, со дупки од страните. Не е можно. Знаеш дека го запаливме? Сигурен сум дека е тој, ти велам. Џон, гледам чан од индијански камп. Каде? Покажи ми, а според тоа како се извива чадот, ќе ти покажам дали се подготвуваат за напад. Ене онаму, веднаш за таинствената река. Сега гледам, да, е јасно дека се спремаат за војна. На Петар не му било многу драго што тие знаат толку многу, но ако сакал да управува со нив, победата му била на дофат. Зашто, нели ви реков дека стравот им се вовлекол во коските? Се појавил кога стрелките исчезнале, оставајќи го островот во мрак. Многу одамна, кога ќе дошло време за ноќен одмор, не дојде и изгледала мрачно и опасно. Ке почнале да се појавуваат и да се шират неистражени делови. Црни сенки се движеле наоколу. Рикање на дивите зверови било сосема различно, но најстрашно од се било тоа што се губела вербата во победа. На децата тогаш им годело што ноќните лампи светеле. Им годело и кога нанаќе им кажала дека она таму е само рамката од каменот и дека недојде е само плод на нивната фантазија. Се разбира дека тогаш недојде е била само измислена, но сега била вистинска и немало ноќни лампи и секој момент станувало се потемно, а Нана кој знае каде е сега. Дотогаш летале на растојание еден од друг, но сега се стуткале сите околу Петар. Неговото безгрижно однесување исчезнало. Очите му светнале и секогаш кога ќе го допреле неговото тело им поминувале морници. Сега веќе летале над страшниот остров и тоа толку ниско што гранките од дрвјата им ги скокоткале нозет. Во воздухот не можеле да забележат ништо страшно, а сепак напредувале полека и мачно. Небаре се пробиваат низ непријателски сили. Повремено останувале да висат во воздухот, додека Петар се пробивал со тупаници. Тие не сакаа да слеземе, објаснил. Кои се тие?
прошепотила Венди треперејќи. Но тој не знаел или не сакал да каже. Звончица спиела на неговото рамо, ја разбудил и ја пратил напред. Напати ќе запрел во воздух, внимателно наслушувајќи со раката на увод, па повторно втренчено гледал надолу со прозорен поглед неба ќе изглаби две дупки, па ќе продолжи да лета. Неговата храброст била навистина зачудувачка. Сакате ли веднаш да тргнеме во авантура? Му рекол небрежно на Џон. Или првен би предпочитале чај? Венди брзо рекол: прво чај, и Мајкл благородно ја стиснал раката. Но храбриот Џон се колебал. Каква авантура? Прашал внимателно. Долу во степата, точно под нас пие гусар, му рекол Петар. Ако сакате, може да одиме долу и да го убиеме. Јас не го гледам, рекол Џон по долга пауза. Јас го гледам. А што? Прашал Џон со засипнат глас. Ако се разбуди? Петар одговорил огорчено. Мислиш дека би го убил додека спие? Првен ќе го разбудам, а потоа ќе го убијам. Секогаш правам така. Значи си убил многумина? Ил јадници? На тоа Џон одговорил: О, супер! А сепак решил прво да испие чај. Прашал дали сега на островот има многу гусари, а Петар одговорил дека никогаш немало толку многу. Кој им е сега капетан? Кука, одговорил Петар. А додека го изговорил тој омрзен збор на лицето, имал строг израз. Джеймс Кука? Аха. Тогаш навистина Мајкл почнал да плаче, па дури и Џон почнал да пелтачи, зашто сите знаеле колку лош глас бил тој. На црнобрадиот тој му бил прв офицер, прошепотил Џон засипнато. Тој е единствениот од кој се плашал бербекју. Токму тој, рекол Петар. А како изгледа? Голем е? Не е толку голем колку што беше. Како мислиш? Малку го подсеков. Ти? Да, јас, одговорил Петар остро. Не мислев да бидам непристоен, но добро. Мислам, кој дел? Десната рака. Значи, дека сега не може да се бори? Може и тоа како? Левучар? Сега наместо десна рака има железна кука и со неа те парчосува. Парчосува? Кога ти велам, рекол Петар. Да? Речи, да, разбирам господине. Да, разбирам господине, а сега, продолжил Петар, секое дете што е под моја команда треба нешто да ми вети. Па мораш и ти. Џон прегледал. А тоа е, ако во отворена борба се соочиме со кука, ќе ми го препуштите мене. Ветувам господин, одговорил Џон лојално. За момент се почувствувал помалку исплашен зашто со нив летала звончица. По од нејзината светлина успеале да се видат еден со друг. За жал, таа не можела да лета толку бавно како нив, па кружела и кружела околу нив, а тие се движеле во нејзиниот осветлен круг. На Венди тоа и се допаднало, но тогаш Петар укажал и на лошата страна. Таа ми вели, рекол, дека гусарите не забележали уште пред да се стемни, па го извлекле по големиот топ. Големиот топ? Аха, и ако ја забележат нејзината светлина и ако насетат дека сме во близина, ќе удрат по нас. Венди, Џон, Мајкл, Петар кажи и веднаш да се оддалечи, викнале сите во еден глас. Но Петар ни да чуе. Таа мисли дека сме го изгубиле патот, одговори тој одлучно. И многу е исплашена. Зар мислите дека би и рекол да си оди и тоа сосема сама кога е толку исплашена? Кругот светлина за момент исчезна. И нешто нежно го штипнало Петар. Тогаш кажи, го молела Венди, барам да ја искасне светлината. Но тоа е невозможно. Тоа е единственото нешто што самовилите не може да го направат. Светлината се гаси само кога самовилите ќе заспијат, исто како и кај звездите. Тогаш речи и веднаш да заспие, речи си заповедал Џон. Таа не може да заспие освен кога и се спие. Тоа е уште едно што самовилите не може да го прават. А мене ми се чини, промрморил Џон, тоа се единствените две нешта што воопшто вредат. Сега нешто пак го штипнало Џон, но не толку нежно. Кога некој од нас барем би имал джеп, рекол Петар, би можеле да ја ставиме во него. Меѓутоа, тие беа заминале толку брзо, што ниту еден од нив четворица немал джеп. Тогаш Петар добил среќна идеја, шапката на Џон. Звончица се согласила да го продолжи патот во капата под услов да ја држат во рака. Ја носил Џон, иако таа се надевала дека ќе ја носи Петар. Меѓутоа, наскоро капата ја зела Венди, зашто додека летала, го удирала по коленото, а тоа, како што набрзо ќе видиме, ќе предизвика неволја.
Звончица не сакала Венди да има таква обврска. Црната капа сосема ја криела светлината. Продолжиле да летаат во тишина. Тоа било најтивката тишина што некогаш ја почувствувале, што само еднаш била нарушена од далечното шлапкање. Петар објаснил дека тоа се диви животни што пијат вода во плиткото, а потоа се слушнало некакво стружење, што можело да биде триење од гранка. Па Петар рекол дека тоа всушност индијанците ги острат своите ножови. Тогаш и тие шумно вестимнале. Но Мајкл таа самотија му била страшна, кога барем од некаде би дошол некој звук, извикал. Како одговор на неговото барање низ воздухот се слушнал најстрашниот звук каков што никој немал слушнато. Гусарите на нив стрелале од долгиот топ. Неговиот рик одекнал во планините, како рик на диват зверка. Каде се? Каде се? Каде се? И така сите тројца престрашени во тој миг научиле каква е разликата помеѓу замислениот и вистинскиот остров. Кога небото конечно се смирило, Џон и Мајкл се нашле сами во темнината. Џон инстинктивно чекорел во воздухот, а Мајкл, несвесен како го прави тоа, летал. Повреден ли си? Прошепотел Џон со треперлив глас. Уште не сум проверил, му одговорил Мајкл шепотејки. Сега знаеме дека никој не бил погоден, меѓутоа ветрот што не го предизвика пукањето годнал Петар далеко од морската шир, додека Венди ја дувнал високо заедно со Звончица. А Венди било подобро во тој момент да ја испушти капата. Не знам дали на Звончица таа идеја одеднаш и паднала на ум или тоа веќе однапред го смислила, само знам дека Звончица одненадеж рипнала надвор од капата и почнала да ја мами Венди во пропаст. Звончица не била многу лош, но во тој час била чисто зло, а од друга страна понекогаш била многу добра. Самовилите треба да се или едно или другото, зашто толку се мали, за жал, во нив има место само за едно чувство. Сепак, може да менуваа, но тоа треба да биде комплетна промена. Во тој час била исполнета со љубомора кон Венди. Тоа што го кашало со нежното звонење, се разбира, Венди не можела да го разбере. А јас би рекол дека имало и лоши зборови, иако звучело сосема пријатно. Освен тоа, таа летала напред-назад, што очигледно значило: следи ме и се ќе биде во ред. Што и проостанувало на кутрата Венди? Ги повикувала Петар и Џон и Мајкл, а како одговор добивала само звонење и подбивни одеци. Не била свесна дека Звончица ја мрази со силна женска омраза и така збунета, тетеравајќи се во летот, ја слезала во својата пропаст.